Засилени активности на полето на евроинтеграциите пред летните одмори. Агенда 35 ги анализира пораките, но и резултатите од средбите на државниот врв со еврокомесарот Хан, кој што неделава беше во Скопје. А исто така имаме и интервју со главниот технички преговорач со Европската Унија Бојан Маричич. Останете со нас. Во оваа емисија ќе гледате: нула толеранција за корупцијата и организираниот криминал. Брисел ги исцрта црвените линии. Што значат отворените пораки на еврокомесарот Хан? Ги анализираме најновите проекции на Европската комисија за македонската економија. Интервју со главниот технички преговорач со ЕУ Бојан Маричик. Законот не беше строг услов, меѓутоа е секогаш добро како еден многу важен закон за да докажеме дека навистина работиме на владењето на правото и борбата против корупцијата, да го донесеме со консензус и со двотретинско мнозинство во собранието и ние работиме на тоа. Останете со нас. Криминалците во затвор. Ова е црвената линија на Брисел ако се гледа суштината на пораките на еврокомесарот Јоханес Хан, кој што неделава престојуваше во Скопје. Хан дојде во земјава додека во тек се дилемите и преговорите за тоа како треба да изгледа новото специјално јавно обвинителство, откако аферата Рекет и истовремената оставка на Катица Јанева го наруши интегритетот на веќе постоечкото. Се чини дека секоја партија си има своја визија за новото СЈО и свој фаворит за чело на таа позиција, тргнувајќи од партиските математики за бројот на криминалци во сопствените редови. Но Хан е дециден. Никој не смее да биде амнестиран поради неспособноста да се исполнат одредени рокови. Според еврокомесарот, клучно е до октомври да се усвои законот за јавно обвинителство, кој нуди важни гаранции за владење на правото и сите политички страни во интерес на еднината на државата. Според еврокомесарот, клучно е до октомври да се усвои законот за јавно обвинителство, кој нуди важни гаранции за владење на правото и сите политички страни во интерес на еднината на државата и граѓаните да покажат одговорност. Хан исто така порача дека за Европската Унија најважно е во секој решение да се земе предвид дека не може во транзицијската фаза да има изгубени случаи. Јас сум уверен дека еднакво значителен напредок ќе се постигне и во клучната област на владење на правото. Охрабрувачки е да се види дека веднаш се презедоа чекори да се истражат неодамнешните инциденти и случаи и да се почитува независноста на специјалното јавно обвинителство со тоа што се пренесе во јавното обвинителство. Конечно, сметам дека треба да се негува одговорноста, независноста на функционирањето на судството во истражувањето на овие процеси. Она што е клучно за октомври е да се усвои законот за јавното обвинителство кој што нуди важни гаранции за владењето на правото. Сега е време сите политички страни да покажат одговорност, се во интерес на еднината на државата и на граѓаните, и би сакала да кажам, сите треба да бидат фокусирани на октомври. Земјите членки се уште немаат одлученост за отварање на пристапните преговори, што ни го направија тоа во јуни, затоа што вие постигнавте успех, испорачавте се што беше побарано, но секако мора да ја почитуваме таа одлука и да работиме кон тоа конечно обврската која што веќе беше изразена ќе се спроведе на вистина во октомври. Затоа, уверен сум врз основа на вашата изјава дека оваа одлука ќе биде донесена во октомври. Северна Македонија работеше вредно и сега е навистина време лидерите на ЕУ да ги испорачаат своите обврски. Некогаш мора и ЕУ да испорачува, не само вашата земја. Секако, неопходно е да се продолжи спроведувањето на потребните реформски мерки. Еврокомесарот порача дека земјава заслужила да почне преговори. Оти многу направила со договорите со Бугарија и со Грција и жали што тоа не се случило во јуни и што земјите членки се уште немаат одлученост за отворање на преговорите. Тој исто така се осврне на изјавата на францускиот претседател Емануел Макрон, кој што неодамна ја посети соседна Србија и од Белград порача дека процесите на внатрешно реформирање на ЕУ и на проширувањето можат да се одвиваат паралелно. Премиерот Зоран Заев па ги искористи посетата на еврокомесарот за да го реафирмира ставот дека земјава очекува Европската Унија да си го одржи зборот и во октомври Македонија да добие датум за почеток на преговори. Нашите очи се фокусирани на октомври. За време на утринскиот разговор со господинот Хан порачав дека во октомври очекуваме Европската Унија да си го одржи зборот
и да објави дека земјата може да ги отпочне преговорите по поглавијата за членство во Европската Унија. На тој начин ќе биде потврдено не само нашата желба и очекување, туку и она што е запишано во извештајот на Европската комисија за оваа година, дека Република Северна Македонија е блескав пример, како и запишано во заклучокот на Советот за општи работи на Европската Унија во Луксембург, дека поради ограниченото време и важноста на прашањето, Советот ќе се врати на прашањето со јасна и суштинска одлука, што е можно поскоро, но не подоцна од октомври 2019 година. Овие записи дојдоа пред се поради зајакнувањето на добрососедските односи, но и поради исполнетите реформи, што лани беа побарани како услов за почеток на преговорите со Европската Унија. Се разбира, нам ни останува до октомври со искрена и честна посветеност да ги заокружиме реформските процеси, иако не се бара од нас да продолжиме со исто темпо, со иста динамика, особено во завршницата на реформите на правосудниот систем, со новиот предлог закон за јавното обвинителство, за да се поставиме на есен како земја која ги затворила сите прашања за добивање на ветениот датум за старт на преговорите. Во меѓувреме, меѓупартиските разговори течат, но лидерот на опозицијската ВМРО-ДПМН Христијан Мицкоски останува на ставот дека не прифаќа лидерска средба доколку точка на дневен ред не бидат предвремени парламентарни избори. Економскиот раст во земјава повторно зема залет, констатира Европската комисија во својот годишен извештај за земјите од Западен Балкан и прогнозира дека растот за 2 години ќе надмине 5%. Последните проценки на комисијата се дека растот на бруто домашниот производ годинава ќе достигне 3,2%, до година 4%, а во 2021 година 5,1%. Меѓутоа, извори од Брисел коментираат дека многу веројатно е наесен, кога комисијата редовно прави ревизија на своите прогнози, токму во периодот кога се очекува датум за почеток на евроинтеграциите, дополнително да објави пооптимистички проценки доколку економскиот раст од 4,1% во првите 3 месеци продолжи со исто темпо и во текот на годинава. Главниот двигател на растот ќе биде инвестицискиот бум, кој би бил просечно околу 5,5% до 2021 година, пред се поради откочувањето на јавните инвестиции во инфраструктурата. Покрај тоа, приватните инвестиции исто така ќе пораснат поради зголемената финансиска поддршка на владата и од подобрената деловна клима, како што земјата ќе напредува на својот евроатлантски пат, пишува во извештајот на Европската комисија за Северна Македонија. Токму забрзувањето на економскиот раст со стапки над 5%, кој што ги вети оваа влада уште во својата предизборна програма, е клучно за да се подобри животниот стандард на граѓаните. Сега бруто домашниот производ по жител во земјава изнесува $13,000, што е само околу 1/3, односно 35% од просекот на 28 членки на Европската Унија. Доколку македонската економија продолжи да расте со исто темпо како и досега, македонците ќе го достигнат просечното ниво на доход во Европа дури за 75 години, но со економски раст од 5% годишно, европскиот просек може да се достигне по 3 децении. Имајќи предвид дека над 80% од сите македонски производи што се продаваат во странство, всушност завршуваат на европскиот пазар, за движењето на домашната економија пресудна ќе биде иднината и на европската економија. А дека економијата и во следните 5 години ќе биде на врвот на агендата и на новото раководство во ЕУ, истакна и новата претседателка на комисијата Урсула фон дер Лајен во своето прво обраќање во Европарламентот. If we want to succeed with this ambitious plan, we need a strong economy. Because what we want to spend, we have to earn it first. For that, we need to strengthen the backbone of our economy, the small and medium-sized enterprises. They are innovative, they are entrepreneurial, they are flexible and agile, they create jobs, they provide vocational training to our youth. But they can only do all this if they have access to capital everywhere in this huge single market. Let's get rid of all the barriers. Let's open the door. Let's finally complete the Capital Markets Union. Our small and medium enterprises deserve it. And we need to work with the Stability and Growth Pact. Where investment and reforms are needed, we should make sure they can be done. We should make use of all the flexibility allowed in the rules. We are proud of our economy. We want to make it stronger.
Последните проценки на Европската комисија за економијата на сите 28 членки се пооптимистички од претходно. Економски раст од 1,4% годинава и 1,6% до година. Господине Маречи, ви благодарам што прифативте поканата повторно да бидете дел од Агенда 35. Кога го правевме првиот разговор, бевме на почеток на скрининг процесот. Од тогаш се поминати 8 месеци. Кажете ни со која динамика се одвиваат состаноците во Брисел и колку поглавја до сега ни се објаснети од Европската комисија? Од јуни 2018 до јуни 2019 поминавме 27 поглавја во рамките на тој технички подготвителен скрининг, во кој што 27 пати во различен состав на делегациите од страна на нашите институции, заедно со колегите од Албанија и со колегите од Европска комисија, поминавме 27 поглавја и направивме 27, да речеме, извештаи и записници од тие скрининзи. Во тие скрининзи ни беше објаснето кои се нашите обврски, кои се видовите на акти кои што ќе треба да ги имплементираме, кои се принципите, содржинските аспекти на секоја тема и на некој начин добивме некоја слика каде сме и каде треба да одиме. Секако има поглавја кај што сме поуспешни, кај што веќе сме направиле многу, има поглавја кај што допрва треба да правиме многу, но имаме една представа врз основа на која ќе направиме сериозни гап анализи кои што ќе ни покажат што ни останува да сработиме и како да се подготвиме за преговорите и за нашите преговарачки позиции, за да можеме подготвени заедно со преговарачката структура која што ја правиме во моментов, да ја дочекаме одлуката во октомври 2019 година, советот за почеток на преговорите и подготовките за првата меѓувладина конференција неколку месеци подоцна. Може ли сега да се одвојат неколку прашања кои што се најбитни во оваа фаза? Дали имате од комисијата некакви знаци? Кои прашања ќе бидат најактуелни во преговорите од една страна, а и од друга страна кои се нашите прашања? Што нам најмногу не интересира од тие состаноци? Она што знаеме од Европската комисија, но и од стратегијата за проширување на Европската комисија, не е никаква тајна дека први се отвараат поглавијата 23 и 24, правосудство и темелни права и правда, слобода и безбедност, но исто така и фискална контрола, финансиска стабилност и јавни набавки. Тоа се поглавијата кои што и први ги поминавме на скрининг, тоа се поглавијата кои што први ќе бидат за отварање кога преговорите ќе бидат отворени. Тоа се поглавијата на кои што Европската комисија им дава приоритет и ги смета за најважни во почетокот на преговорите, значи стабилноста на политичкиот систем, независноста на судството, безбедноста и финансиската контрола и отчетност. А од друга страна, она што нас ни беше најинтересно и да речем впечатливо е дека имаме многу работа во делот на ослободување односно возможување на слободен пазар на оние четири категории: слобода на движење на луѓе, на стоки, на услуги и на капитал, дека имаме уште многу други области каде што треба да ги либерализираме пазарите, да овозможиме учество на надворешни компании во нашиот систем под сосема еднакви услови и да се и нашите компании да има возможност да учествуваат надвор државата по тие еднакви услови. Значи, практично интеграцијата во единствениот пазар мислам дека ќе ни биде најважна. Дознавме колку е скапа политиката за животна средина, бидејќи навистина едно обемно поглавје кое што има многу детални стандарди, има многу сериозни барања и сите тие барања чинат пари, така што ќе треба да се воспостави еден цел систем на сериозно финансирање на системот за заштита на животна средина и други области кои што како што ќе тече процесот ќе ги отвараме. Увидовме дека имаме институции доста специализирани кои што се крајно подготвени за преговорите, дури имаат веќе голема мера имплементирано многу стандарди. Ева можам како многу позитивен пример да ги изнесам царината, царинската управа, Агенцијата за храна и ветерина, Државниот завод за статистика. Значи тоа се институции кои што навистина покажаа сериозно знаење и покажаа дека се во текст со европските стандарди во текст месеци.
Скринингот ни беше даден како еден поттик, додека го чекаме датумот кој што требаше да го слушнеме во јуни, да работиме на она што се вели приближување на нашето законодавство до она на Европската Унија. Дури и самиот евроамбасадор Самуел Жбогар кажа пред неколку недели дека ова е позитивен чекор. Овие состаноци се добро за нашата земја и дека кога ќе ги почнеме преговорите, ние сме во некоја забрзана фаза. Колку за вас и за тимовите кои што одат во Брисел е значајно овој процес и што се случува после тие состаноци? Има ли нашата администрација уврска понатаму да ги спроведува, односно да ги презентира некаде оние сознанија од таму добиени? Тие технички подготвителни состаноци овозможија ние да не изгубиме ниту еден ден во периодот од јуни 2018 до јуни 2019. И тој план на 27 средби, 27 сесии ни даде шанса нас да се мобилизираме, ни даде шанса да ги прочитаме, нашата администрација да ги прочита правилата на ЕУ кои што ни беа таму презентирани и да постави прашање кон Европската комисија. Секогаш сме добивали устмени и писмени одговори на тие прашања. Правиме извештаи од секој скрининг и ќе правиме и во теке правење на детална гап анализа за секое поглавје, врз основа на која анализа треба ние да ги создадеме, да ги утврдиме нашите преговарачки позиции во преговарачката рамка на почетокот на преговорите. Така што ние практично таа подготвителна фаза, која што вообичаено почнува со формалниот почеток на преговорите, веќе ја поминавме. И тоа беше некој вид на отстапка, на поттик од страна на Европската комисија, но и државите членки да не се губи годината меѓу 2018 и 2019 и среќа што не ја изгубивме. Ние таа фаза, значи, нема да мора да ја менуваме кога ќе ги почнеме преговорите. Веднаш сме подготвени за билатерален скрининг и за отварање на поглавјата. Тоа е фаза во која што разговараат државите кандидатки за ЕУ, заедно со државите членки, сите држави членки се на иста маса, но и Европската комисија. Тоа ќе биде многу по-динамичен процес во кој што, ако може да се каже за технички скрининг дека е некој процес на учење, билатералниот скрининг е веќе процес на полагање на испитите, односно ќе добиваме и ние прашања на кои што ќе треба да одговараме. Во оваа фаза повеќе ние поставуваме прашања и добиваме одговори. Ги формиравте преговарачката структура, така наречените тимови кои што ќе треба да го носат процесот на преговорите. Кои се челните луѓе, меѓутоа кои ќе бидат и оние под нив, кои ќе носи најголемата работа и колка по обем ќе бидат овие тела кои што ќе треба да ја координираат работата на цела администрација, која што, како што неколку пати споминавте, ќе брои илјадници стручњаци. Политичката, значи, структурата која што ја формиравме, преговарачката структура, има повеќе нивоа. Има политичко ниво и има повеќе административно ниво и секако има некое меѓу ниво меѓу политиката и администрацијата, што е неминовно да се спои во еден ваков процес кој што е бирократски, е процес на интегрирање и усогласување, но во исто време и политички, бидејќи бара политичка поддршка, бара одлуки кои што се важни за тој процес кои што се непосредно врзани за закони и за политички одлуки. Така што имаме комитет кој што е составен од премиерот и министрите надлежни по одредените области, кои што ги дискутираат политичките прашања, ги утврдуваат и ги одобруваат преговарачките позиции. Имате потоа работен комитет за европски интеграции, каде што седи главниот политички преговарач, вице-премиерот Османи, јас како главен технички преговарач, сите државни секретари, тоа е еден работен линк со сите институции. Имаме преговарачка група, таа група ја водам јас, која што би требало да води околу 15 до 20 луѓе, преговарачи за различни области. Тие се тие оперативци кои што треба да ги координираат работните групи за секое поглавје, кои што треба да бидат линкот со Брисел и кои што треба тековно, редовно во од да го поставуваат системот, да ги отвараат прашањата пред владата, пред граѓаните, секако и пред Брисел, пред институциите таму. Во рамките на тој систем неминовно вмрежување со нашата дипломатска мрежа, значи тука има улога и Министерството за надворешни работи, со
со нашите амбасади во државите членки на ЕУ, а особена улога има нашата мисија при ЕУ во Брисел, која што е практично нашиот редовен глас, секојдневен глас во контактите со европските институции. Секако, овој тим на луѓе од преговарачката група од 15 до 20 луѓе се претежно луѓе експерти од институциите, но ќе има луѓе и ангажирани надвор од институциите за конкретни области. Секој од тие преговарачи ќе има по неколку поглавја или теми кои што ќе ги следи и кои што ќе ги работи заедно со работните групи. Доаѓаме до работните групи кои што се, да речеме, основен нуклеус, основна клетка на преговарачката структура. Тоа се работни групи за сите поглавја, таму членуваат бројни институции, зависно од темата, се случува и по 40 институции да членуваат во една работна група. Секоја институција ги бира своите соодветни експерти за таа тема. Има институции кои што покриваат 7-8 поглавја. Работната група има своја структура, има раководител на работната група кој што доаѓа по правило од институцијата која што е носител на тој ресор или на таа тема. Понатаму има заменик раководител, секретар на работната група кој што доаѓа по правило од секретаријатот за европски прашања. И така, на тој начин, секретаријатот за европски прашања на некој начин ја обединува таа структура и представува секретаријат на целата преговарачка група. Ова структура дел ја знаеме, дел е јасно точно кои луѓе ќе бидат, за дел се уште се прави оценка кои се најдобрите луѓе во институциите и надвор институциите. Ние очекуваме во наредниот период до есента да ги имаме сите тие луѓе не само на хартија, туку и веќе сретнато. Дел од нив веќе учествува во техничкиот скрининг, значи веќе се во текст работите и се подготвуваме интензивно да бидеме целосно подготвени и целосно на линија до крајот на годината кога очекуваме да почне да се отвараат поглавјата. Министрот Манчевски пред неколку месеци изрази сомнеж дека администрацијата не ни е доволно подготвена за да може да го носи товарот на преговорите. Дека ќе ни треба помош и од граѓанскиот сектор, меѓутоа и од други луѓе, надворешни експерти. Која е вашата проценка сега? За сега рековте дека допрво ќе се формираат групите во групите, меѓутоа ќе ги извадиме ли тие луѓе од институциите и да ги представиме дека ги имаме или ќе ги бараме? Република Северна Македонија е држава кандидат за членство на ЕУ од 2005 година. Во тој период имало сериозен процес на регрутирање на квалитетни кадри во институциите. Дел од нив се уште во институции. Тие имале сериозна подготовка и истерале сериозни процеси. Кандидатскиот статус, визната либерализација и така натаму. Но факт е дека имавме и долгогодишен застој, кој што застој доведе до назадување на делот кадрите, бидејќи не биле во текст со настаните, ако колегите нивни од Србија и Црна Гора веќе 6 години преговараат, тие немале таква можност. Но истовремено и голем број на луѓе за таа причина, од застојот на државата кој што беше во 10 годишниот период, многу мина и ја напушти администрацијата и работат во приватен сектор, во консултантски сектор и така натаму. Ние тврдиме и сигурни сме дека имаме доволно капацитети да ги започнеме преговорите и главниот товар на преговорите ќе биде на државните институции и на јавната администрација. Меѓутоа, тие капацитети секогаш е потребно да бидат зајакнати, да бидат надградени, ќе правиме и континуирани обуки, ќе правиме нови регрутации на квалитетни луѓе кои што се експерти во одредена област и секако повремено ангажирање на експерти надвор и структури, организации, консултанти надвор од институциите, затоа што сакаме да направиме мобилизација на целата држава и на целото општество и да го извлечеме најдоброто од општеството кој што може да помогне. Имаме многу познати експерти надвор од институциите, имаме експерти на високообразовните институции, имаме експерти во НАНУ, односно МАНУ, така што ние не можеме тие работи нема да ги занемариме. Во комуникација сме и со МАНУ, во комуникација сме и со високообразовните институции, имавме јавен повик за експерти
преку 300 луѓе се јавија, ги имаме групирано по поглавја, ќе ги консултираме. Исто така добивме една листа од МАНУ како резултат на нивна консултација со сите високообразовни институции во државата и сето тоа ќе биде ставено во функција на успешна подготовка и успешно спроведување на преговори. Подготвени сме како што велите, како што демонстрираме во последно време. Подготвени сме, каже извештајот кој што го добивме во мај, меѓутоа сепак не го добивме датумот во јуни. Последните изјави на еврокомесарот Јоханес Хан говорат дека имаме уште едно условче или уште еден услов за датумот за кој што очекуваме дека ќе добиеме датум за октомври. Тоа е законот за јавното обвинителство, односно како ќе биде решен статусот на специјалното јавно обвинителство. Го гледате ли ова како пречка и како се работи во делот и на останатите реформи од итните реформски приоритети? Ние во јуни 2018 година добивме 4 клучни области во кои што требаше да испорачаме сериозни реформи и сериозен напредок. Тоа беа реформи во јавната администрација, реформи во судството, владење на правото и борба против корупцијата и реформи во тајните служби. Во сите тие 4 области ние покажавме значителни чекори. Воспоставени се нови институции, нова антикорупцијска комисија, нови разузнавачки служби, нов систем на контрола на разузнавачките служби, нови правила кои што ќе се цени администрацијата, тоа е во тек. Значи, имаме сериозен напредок кој што беше препознаен и беше утврден во извештајот од мај 2019 година. Одлуките кои што треба да ги носи Советот се базираат на наудите во тој извештај пред се. Ако се сеќавате и германската влада, односно германскиот Бундестаг, парламентот искористи прилика да каже дека нема проблем со тоа да ги разгледува извештаите, но им треба повеќе време, затоа не ја донесе одлуката во јуни, да ги разгледаат тие извештаи и да донесат одлука во септември. Тоа значи дека ние, според тој извештај, ги имаме завршено сите оние битни работи. Законот за се не беше строг услов, меѓутоа е секогаш добро, како еден многу важен закон, за да докажеме дека навистина работиме на владењето на правото и борба против корупцијата, да го донесеме со консензус или со двотретинско мнозинство во собранието и ние работиме на тоа. Секако, јас сум сигурен дека и ако нема успех во донесување на тој закон, постои можност да го добиеме датумот и голема е можноста да го добиеме датумот, но доколку го донесеме законот, ќе нема никакви причини било кој да каже дека имаме уште незавршени задачи. Затоа што ние бевме подготвени во јуни да биде донесена таа одлука и имаше голема веројатност да биде донесена таа одлука во јуни, меѓутоа еве спомнав дел од причините зошто не се донесе. Така што во октомври е само важно ние да направиме максимум некаде до крајот на летото да го донесеме законот во собранието, тој закон да ги почитува принципите на владење на правото, одговорност и избегнување на неказнивост и врз основа на сето тоа мирни да го дочекаме октомври, мирни да дочекаме одлуката без никаков аргумент на било кого дека не сме се завршили тоа обработка. Така што јас не сум загрижен, меѓутоа мора да бидеме внимателни и мора да бидеме свесни дека сите политички фактори во државата имаат одговорност, владата го подготви новиот текст на законот, тој текст на законот ги уважува најголем дел на суштинските барања на опозицијата и тој текст сега е во собранието. Време е пратениците и собранието да го разгледаат и да го усвојат во конечна форма. Маречек, загрижени ли сте дека можеби во октомври повторно ќе добиеме некој друг месец за добивање на одговорот за датум? Што тогаш? Јас сум сигурен дека во октомври ќе има јасна и суштинска одлука, како што стои во заклучоците од јуни 2019. Имаме сврсто уверување од сите сериозни партнери, држави членки на ЕУ, дека нема да има натамошни влагања. Но сепак тоа не зависи од нас во крајна линија. Ние не можеме да го тоа контролираме, ниту на тоа можеме сериозно да влијаеме. Ние во текот на сиот овој период, и пред јуни, и по јуни, и уште минатата година, имаме јасно и недвосмислено укажано што значи одлуката на тој датум за нас. Дека тоа значи една
награда за сработеното, дека тоа значи едно заслужено отварање на нова фаза во нашите интеграции кон Европската Унија, фаза на која што чекаме 15 години, и дека секое натамошно одлагање или пак секое натамошно комплицирање ќе го зголемува чувството на разочараност и кај институциите, и кај политичките фактори, и кај граѓаните. И дека треба сите да бидат свесни за тоа, дека ние исполнивме многу, постигнавме договорот од Преспа, договорот со Бугарија, реформите, и дека е логично да продолжиме понатаму. Нормално ние не очекуваме дека ќе влеземе во Унијата следната година, меѓутоа сакаме да ги отвориме преговорите и тоа преку тој процес да ја реформираме државата и да го реформираме општеството, бараме шанса која што имаат веќе и Србија и Црна Гора, кои што имале многумина претходно. А колку ќе траат преговорите, тоа ќе видиме, тоа зависи од нас, тоа зависи од подготвеноста на Европската Унија да прима нови членки, тоа го разбираме. Многу ни се допадна изјавата на претседателот Макрон во Белград, која што ја спомна и еврокомисарот Хан на пресконференцијата вчера, дека возможно е паралелно да течат процесите на реформи во Европската Унија, процесите на проширување, односно интеграција на Западниот Балкан. Тоа значи дека ние треба да ги почнеме преговорите сега, ние го читаме тоа како позитивен сигнал, а дека тогаш кога ќе имаме ситуација на реформирани институции на европско ниво и тогаш кога ќе биде Унијата подготвена да прими нови членки, ние во меѓувреме ќе треба да се подготвуваме да течат преговорите и да се менуваме, бидејќи тоа е процес кој што трае повеќе години и не може да биде завршен за кратко време. Така што мислам дека сите се свесни кои што ги носат одлуките. Имавме прилика и во Познан неодамна да разговараме како влада со сите представници на другите влади и од регионот и од Европската Унија, и сите се свесни за ризиците и за проблемите и компликациите кои што можат да произлезат од недонесувањето на соодветните одлуки на времено во октомври, кога што цврсто се обврза Унијата преку своји сопствени заклучоци да ги носи. Ви благодарам на разговорот. Фала на вас. На 471.000 лица кои не се државјани на ЕУ во 2018 година им бил одбиен влезот во Унијата на една од надворешните граници, што е зголемување за 7% споредено со претходната година, покажуваат податоците на Евростат. Скоро половина од случаите се регистрирани во Шпанија, потоа следуваат Франција и Полска. Во овие три држави заедно регистрирани се 75% од случаите. Дополнително и околу 602.000 лица кои исто така не биле државјани на ЕУ е откриено дека престојуваат нелегално во една од државите членки, што е намалување за 3% во однос на 2017 година. Најмногу странски државјани со нелегален престој во ЕУ се регистрирани во Германија, потоа во Франција, Грција и Шпанија. Во овие 4 држави членки се регистрирани 68% од лицата со нелегален престој во ЕУ. Во 2018 година 158.000 лица кои не се државјани на ЕУ, а се со одлука да ја напуштат територијата, се вратени надвор од Европската Унија. Поддршката за Европската Унија останува на највисоко ниво од 1983 година, покажува последната анкета на Евробарометар. 68% од испитаниците сметаат дека нивната држава има придобивки од членството во Европската Унија. Во 17 држави членки, споредено со анкетата од март оваа година, се зголемил процентот на испитаници кои веруваат дека нивната држава има придобивки од тоа што е членка на ЕУ. Уште позначајно за демократскиот легитимитет на Европската Унија е значителното зголемување на бројот на граѓани на ЕУ кои веруваат дека нивниот глас е од значење во ЕУ. Односно 56% од испитаниците го споделуваат ова гледиште, што представува пораст од 7% поени споредено со март 2019 година и највисок резултат откако ова прашање за прв пат е прашана во 2002 година. Инаку анкетата на Евробарометар е спроведена во сите 28 држави членки на Европската Унија, а во неа биле вклучени 28.000 жители. Со комбинација на мобилна технологија, автономни роботи и партнерство со продавници и ресторани, во Талин, Естонија, локалната испорака е побрза, попаметна и поекономична. Пратки, разни секојдневни намирници, храна, директно се доставуваат од продавниците, во време кое купувачот ќе го побара во порачката која ја прави преку апликација на мобилен телефон. Откако ќе се направи порачката, целото движење на роботот и неговата локација може да се следат на паметен уред.
Роботот е на електричен погон, не ја загадува околината и тежи 45 кг. Се движи со брзина на пешаците, односно брзина до 6 км на час, а радиус на испорака му е до 6 км. Може да носи товар до 10 кг. Доколку автономното функционирање на роботот откаже, постои опција за негова далечинска контрола. Опремено е со сензори, камери, систем за глобално позиционирање, што го прави безбеден при неговото движење и одбегнување на пречки, објекти и луѓе. Заради безбедност, просторот во кој е сместена пратката е механички заклучен за време на движењето на роботот и може да биде отворен само од купувачот преку неговата мобилна апликација. Локацијата на роботот се следи, па така во секој момент се знае која е неговата точна локација со информација за времето на испорак. Испораката со помош на роботи во Естонија е поевтина отколку традиционалните алтернативи. Агенда 35 продолжува со анализата на македонските европски интеграции во наредниот период. Следете не тука секоја недела во 20 часот и 15 минути или на нашите официјални Инстаграм и Фейсбук профили на социјалните мрежи. Останете со програмите на Македонската телевизија.